побитна тема во областа на социјалата, каде што би можело да зборуваме и за премногу суптилни теми, меѓутоа, еве во денешната парна дискусија ќе опфатам некои работи, некои подтеми кои се исклучително значајни и за кои навистина се надевам многу придонесовме да социјално ранливите групи на граѓани од нашата држава барем на еден начин им помогнеме колку што е во нашата моќ. Министерството за труд и социјална политика веројатно е едно од најгломазните министерства што функционираат во нашата држава. Министерство кое со буџетот е навистина меѓу првите, кои со своите права и услуги што ги пружа на граѓаните се наоѓа на можеби на првото место, имајќи во предвид фактот дека навистина се работи со исклучително деликатна материја, исклучително сензитивна, имајќи во предвид дека овие граѓани се граѓани на Република Македонија, граѓани кои во еден момент биле останале во тежок социјален ризик. Јас ќе се присетам сега ќе се обидам да накратко подискутирам за теми кои мене најповеќе можеби и во моето работно искуство ме посебно иритира. Тоа беа првенствено за децата без родители и родителска грижа, заради тоа што тоа е една категорија на наши граѓани кои без своја вина останале без своите родители и на еден начин се функционално предодредени да функционираат како во рамки на државата. Зошто? Заради тоа што наистина се единствен наслон што би можело или потпора било државата и нејзините услуги што ги пружа во овој дел на функционирање. Се сеќавам во моето работно искуство дека од 1995 година до 2000 бев директор на една установа каде што повеќето беа деца без родители, установа која згрижуваше деца од овој тип на деца и кој што е едно од најтешките моменти во животот мој беше моментот кога ќе наполни 18 години и кога ќе требаше да го потпишам решението за нивно напуштање. Излегуваа буквално на улица, без никакви средства, можеби со завршено некакво училиште, средно, најчесто од типот на техничките училишта, деца со можеби и мал хендикеп, меѓутоа ви велам потписот на решението за напуштање беше наистина тежок момент. Децата беа згрижувани до 18 години и после 18 година се обидувавме на некој начин да најдеме работа со приватни релации, со приватни врски, меѓутоа многу тешко одеше. Одлучивме да после долго време, после овој период, имајќи во предвид проектите кои после тоа следеа, да веројатно единствениот проект што може би функционира во светот беше да се направи опит да овие деца добијат кров над глава, што и го направивме. Во периодот после 2005, 2006 и 2007 година со помош на владата на Република Македонија ние изградивме 2 стамбени објекти каде што преку конкурси овие деца им беа доделени станови на користење. Тие 2 објекта во моментот се наоѓаат во Ѓорче Петров, општина Ѓорче Петров, бе со огромен капацитет од над 100 станови. Становите беа опремени со од све комплетно сите потрештини, значи од лустер до тепих, и беа доделени во 90% на овие деца без родители и родителска грижа. Паралелно со тоа одеше процесот на нивно до образование, односно до едукација, така да, меѓутоа, исто така и уште еден процес, нивно вработување. Имајќи во предвид дека грото на деца добија станови кои повеќето беа помеѓу 35 до 45 квадрати, дел од нив има и формирано семејство, многу полесно беше да се обидеме да овие деца го завршат своето дошколување. На секој начин се обидувавме да им го олесниме животот колку што можевме како држава. Единствени бевме во светот, веројатно, по мои сознанија,
каде што вакви проекти паралелно тече. Течеа проекти кои со проектот D10 се обидовме и работивме огромен број на деца без родители. Преку специјална програма овие деца беа стално вработени, се добија своји решенија и почна да функционираат онака како што е наисправно. Исто така инсистиравме на овие деца да завршат соодветни училишта, односно високи или високи школи, каде што со директна помош од страна на државата интервениравме со материјални средства. Тие беа материјални средства во случај да детето има стамбен простор за живење, тоа добиваат по 12 и добиваат по 12.000, а оние што нема, односно што беа под кирија по 24.000. Да не заборавам дека после завршувањето на 18 години одлучивме на овие деца да им доделиме еднократна како почетна помош од прилика 3.000 евра, пари со кои би можело да се снајдат во понатомошниот живот. Имајќи предвид категоријата за живот на овие деца, паралелно течеше и процесот на деинституционализација. Затоа што според Конвенцијата за правата на детето, Светската конвенција, Обединетите нации за права на детето, сметавме дека установите не се соодветен облик на нивно згрижување. Од тие причини инсистиравме и инвестиравме многу да со зголемувањето на паричните давања и паричните помошти да овие деца бидат згрижени во згрижувачки семејства кои што би биле најсоодветни, најприближно би биле да можат да функционираат како некое природно семејство. Средствата кои ги дававме на згрижувачите беа од почетокот многу мали, меѓутоа како времето течеше, тие средства се зголемуваа, како на згрижувачите, така и за децата кои функционираа во овие семејства. Ние сме горди на овие неколку проекти што одеа во времето кога одлучивме да ги спроведеме, заради тоа да општо задоволство како на општата популација, заради тоа што дефинитивно овие деца најдоа свое место на живење, свое вработување, свои можности за напредување како на образовно и едукативно ниво. Јас исто така би сакала една исто така многу суптилна категорија, тоа е за лицата со хендикеп, категорија на жители и граѓани на нашата држава, која во минатото беше многу занемарена. За време на владата, кога почнавме да интензивно работиме на оваа категорија, отворивме повеќе од 26-7 центри за дневно згрижување, со тој начин да овие центри функционираат скоро во сите градови на Република Македонија. Центрите за дневно згрижување беа првенствено наменети за деца со посебни потребни, деца со дијагностицирани церебрални парализи, деца со аутизам и така и слични. Во дневните центри вработивме лица кои се строго специализирани за работа со овие категории на деца, заради нивната специфичност, а во последно време интензивно работевме на вработување на дефектолози. Дневните центри се покажа исклучително добар проект и нивното отварање очигледно ја погоди правата цел. Зошто? Заради тоа што времето поминато во дневниот центар беше центар каде што под стручен надзор се може на еден начин да некои аномалии во нивното живење, во нивното за време на нивниот престој бидат отклонети. Така, например, во Скопје во овој момент имаме 4 дневни центри и скоро во сите градови на Република Македонија отворивме дневни центри. Функционираат по некое нормално работно време од 8:30 до 16:30. За дел од децата обезбедуваме и превоз, и тие беа превоз за одење и враќање, и во овој период на вистина сме, пак би кажал, многу горди што овие центри функционираат и што добро се работи со нив. Во меѓувреме, имајќи ги следејќи ги светските токови во врска со оваа проблематика,
отворивме неколку дневни центри за деца со аутизам, со тоа што сметавме дека со стручна обука, која е во тек за лицата кои работат со овој спектар на аутистичко однесување, односно за овие деца, ќе ги опфатиме колку што е можно повеќе децата кои се диагностицирани како деца со аутизам. Среќни сме што бројката не е многу голема, имајќи во предвид заради правото што ги добиваат овие деца и покрај некои други размислувања кои во овој момент постојат, меѓутоа претпоставуваме дека бројките се малку претерани, меѓутоа во секој случај ќе настојуваме да и понатаму придонесеме за што поголема нивна ресоциализација и можност за да нормално живеат. Добар ден и од мене.